кога работам со такви со пипливи ствари, као вика 2 пати мери еднаш сечи, значи бекап 1, бекап 2, пред да направам нешто, бекап 3, бекап 4, за секоја команда што ќе стави правев ја бекап. Кај нас има еден момент што сите имаат страф од тоа да почнат, пошто сака да успее. Дечки, ајде да пробаме, па после ќе видиме дали ќе успее. Например, и ние не сме нешто многу популарни, еве 2,5 години го правиме. Ово имаме само не знам 1000 претплатници на YouTube. Значи тој клуб е направен од серија. Немало клуб, ај сега за клубот ќе правиме серија. Не бе, ај од серијава сега клуб ќе направи. Тие коментари ми влијаат. Многу ми е битно он што ќе ми кажеш, што ќе ми кажат другарите, пријателите, пријателките, небитно. Тие влијаат. Овие други, брат, глуп си, дебел си. Марио, Огнен, како сте? Добре, после бајлечки. Сосигам како на утринска, искрено. Не е толку рано. Не е толку рано, искрено, ама со кафенце. Си бил на утринска? Не, ама се осеќам. Како на утринска. Сакам на сакам на некоја телевизија на утринска да отидам. На нека Јас сакам да го искусам тоа. У 6 сабајле. Ама, не, у седум. тој момент од 6, 7, 8 сат, ја до сега до толку рано не сме снимале. Ние до души имаме отидено, ама немаме снимано толку рано. Иначе клише муабет. Добро е бе, брат. Како си добро бе? Да се работи нешто. Добро е. Се тек. Тоа ми е муабет однака стандард која си за да се најдеш у муабет. Како си? Добро сум бе ти како си. А врска нема. Не. Врска нема. Некаде се фаќаш 2-3 пати го познаваш исто прашање. А шо има кај тебе ново добар си? Ја така кога бев во Америка една година у средно и поминува се у школа идаме и WhatsApp. И сега као да му одговориш на тоа WhatsApp? Ми треба Вибер. Добро, таа на нашки. Много Не, деџо таму беше. не значи Вибер. Тоа е проблемот. Ама си као шо ќе му кажеш сега WhatsApp? Сап. Сап. Тоа, шо има добар си? Да. Добро. Толку. А ви за како се ја би ти кажал дека ми е многу драго што конечно сме од оваа страна. Да? Како гости. Одамно не сме биле. Последно не знам што ни беше последно Не гостување. бе, последно не ни беше умов кај Андре. А Андре се викаше Да. тријачко? Андреј Јаков, мислам дека му беше. Тоа мислам дека не Да. беше последно гостување на подкаст. Освен нас што не прашуваат кога ќе дојдат гости. Додуше мијативе снимање имавме као, а може ли ја да бидам водител да ја прашам? Ајде. Слободно. Апсолутно можете. И да, конечно многу ми е драго што не покани. Додуше сами се поканивме, пошто пишавме еден коментар. Коментар, да, ја баш. Кај Гоца епизодата. Да. И ти ни врати, да, али Не, да. гледај, ја имам еден чит код кај што јас тоа луѓе ќе ме прашат кои као викаш луѓе у подкаст и јас сум као викам луѓе кои што знам дека ќе ми бидат добри соговорници и сега чит кодот ми е да ги викнам сите луѓе што хостаат подкаст у Македонија. Пошто ако знаеш да водиш се нормално и ве гледам и ве следам и се тоа и знам дека супер разговор може да имаме. Многу е полесно да си направиш разговор со некој што прави разговор секоја недела буквално, поготово нека и на вас ви искочува тоа Што зашо нема да не? трема пред камера. Тоа, пошто има луѓе, знаеш, некој пат ќе ги викнеш, еве, може би истото го имате искусствено вие, кај што првите 20 минути ти буквално го опушташ човеков да знаеш, пошто гледаш стегнати па така и тек кој ќе се разговарат, ја морам да завршам епизода, пошто саат време снимаме, ама Ние тоа често ни се дешава кај луѓе кај што нема толку контакт со камера, со микрофон. Првите 20 минути, пола сат, баш као што кажеш ти, го затрвени. опуштаме, го гледаме да се опушти, па после тоа, кога ќе се разбориме и едно време се и вика, абе, знаеш, вика, дека скроз заборев ја дека се снимува, дека камери има тука. Така да... Има многу што доаѓаат што онака се плашат од камери, мислам, пошто мисля дека камери, она, знаеш, порано у телевизија, гигантски диносаурус камери, кај нас се онака, брат, камерчиња, детекна, и мислам со обични објективи, што момент стварно ги забораваш кај се, не знаеш ни кој кицки се ни едно ни друго. Сме имале неколку гости што онака на почеток биле срамежливи и се останато. Имав една епизода со една наша гостинка која што многу кратко снимавме.
прв пат појавување и све беше многу затворено, девојчето и се едно друго. Таман завршив со снимање, она се опушти. Ние сме као толку имаме сега за зборење, извини. Вика, следен пат ќе снимаме, апсолутно ќе снимаме следен пат. Не, има така, има исто десено, кај што ние снимаме епизода супер сега. Без разлика како ни помина, ние уште сад време остануваме у студио. Вториве сад време кои што не ги снимаме се многу подобри од првите. Секогаш така, секогаш и пред снимањето и после снимањето. Додуше ние снимаме на интересно место, без небитно, што секој што ќе дојде е као, дечки бе, кај место, ваше ли е, шо е, како е, пошто е со графити, со флипери, со работилница, све има, уместото и тоа име некој си прв чекор за опуштање кога ќе влезат и се вика дојдов кај гикови. Да, баш гиковски. Да, затоа име баш такво местото. Да, јас сега на Сашко му покажував вакво видео од подкастот ваш и вика и прво нешто што кажуваш многу интересно место, знаеш, студио многу им е убаво. Така што интересен и еу елемент со тоа што и името, и брендот, и подкастот, ама пред да претераме и да идеме у некоја насока кај што после ќе идеме, да ве прашам кај за секој гостин истото прашање за вас, што е за вас ментално здраве? Тоа што ти да одговориш или ја да одговорам? И двајца. Ја ќе видам не. Ја ќе видам по-краток дека се спремав за ова прашање. Психолошката зрелост на еден човек. Тоа би го сметал јас као ментално здравје, колку човекот психички е спремен за предизвиците кои му следат во животот. Така да јас баш го мислев тој и сватив дека уствари ја многу време сум потрошил на правење на сценарии у глава. Што ако се деси ова? И мислам дека ради тоа јас сум до негде и сум психички спремен за одредени предизвици што ме следат, дека ја више филмот сум си го направил у глава, знам. Некојаш не можеш да знаеш, ама спремен сум на тоа што би се десило нешто, ако се деси од нешто сценариото што си го имам направено у глава. Така да ја мислам психичката спременост кај еден човек. Според мене тоа е, не знам за Марио ако има нешто по... Ја би го кажал многу слично, но од момент на лична перспектива, психичка спремност за мене, за што ми следи и во денот, во текот на животот и се останато. Ако направам споредба со подкаст што правиме, секогаш моментот на спремање за секој гостин што ти доаѓа, пошто сите луѓе сме различни момент, секој што ќе ни дојде на подкаст, дури ние у текот на денот не сме исти, никогаш не сме исти на секој снимање, така да спремноста која што мора да имаме во нас и стабилноста едноставно да останеме тие кои што сме нормално со подобрување, но сепак генерално да останеме на тоа што стварно сме приврзани да бидеме и се останато. Да, тоа што спомна ти, Огнен, кај што баш пред некој ден слушнав од некој кој што е доста успешен спортист и кај ја оно што ми помага да стигнам таму кај што сум е тоа што јас знам и спремен дека можем и да изгубам. Можам да дам се од себе. Сите сценарија у глава, ја ги знам. Или ќе дам кош, или ќе промашам, или ќе победам, или ќе изгубам. Ако ја сум спремен и на едното и на другото, не можеш да ме бутне. Да, скроз. Јас сега ја не го знаев тоа. И сега вчера или завчера си седам и си викам, тоест вчера кога дека заборев скроз дека треба да дојдем и си викам окей и си викам чекај, па тоа е уствари тоа клучното уствари што мене ме држи ментално стабилен. Си имам сценарий у глава што како да ви кажам, знам дека нема да се десат и не дај Боже да се десат. Ама што ако се десат, знам како да изреагирам. Знам да
И да паднам во тој момент полесно ќе ми биде да станам дека претходно тоа сум си го стајал у глава. Стануваш, се тресеш, продолжуваш дале. Тоа ми е и мислам тоа што ме води. Ако паднеш, треба станеш да се истресеш однако тоа што си паднал, тераш дале. Тоа е тоа, нема овде стопирање или да чекаш да поможда да те крене некој. Ако не си станеш сам, Многу потешко. Не може никогаш нема да може станеш. поддршка да имаш, да, ама па ти треба да си тој што треба да стане. Да, треба да донесеш таа одлука дека ако ништо друго ќе пробам да станам. Може нема целосно да се исправам, Па ќе дојде ама некој ќе те ама ти треба да направиш тој прв чекор за да окей, ја ќе направам се, окей, да. Ми се десило ова, вака се чувствувам, ќе се исплачам, шо е да, ама донесувам одлука дека ќе пробам да станам. И после тоа е многу полесно. Така. Ја ќе направам една интересна споредба, баш вчера што се деси, мислам, не знам колку време од кој искаче епизода, но небитно вчера. Ни искочува нова подкаст епизода со наша добра пријателка Радмила Бошкова и направив една таква чудна грешка што објавив технички погрешна епизода. Односно не погрешна, беше не целосно експортирана. Скратена верзија. Целата епизода траеше околу 2,5 часа. Јас ја експортирав на два различни фајлови, едниот кој што е саат време, другиот кој што е целата епизода. Си ја пуштам, си ја ставам на премиера, све да си иде како што треба, супер хајпање, споделување, најдобра епизода што некој сме направиле за мене лично и сите тие работи. И само ми текнува нешто, чекај малце, што објавив, што избришав. И гледав дека и видов дека го избришав погрешното. И добро, му праќам на него војс, му објаснувам брат вака така, едно друго, му вика тоа е ништо не правиме. За среќа брзо се опре, но сем да кажам споредбата од тоа е фейл, стануваме, се тресаме, продолжуваме дале. Дури уште подобро испадна, ама сепак да. Пошто тоа е тој момент, знаеш, не знаеш ти како ќе испадне некојаш и тие некои јас секогаш сакам барем ја да се прашам, окей, што е најлошо нешто што може да се деси од оваа ситуација, ама некојаш уствари, знаеш, и да се деси тоа најлошо што јас сум го замислувал, убаво ќе испадне на крај. Некојаш нема да испадне и стварно ќе биде лошо и ќе треба да станеш и да пробаш да се избориш малце, ама некојаш и тоа лошо ако се деси кој што сум го замислувал. Еве сега на пример се деси тоа ти е, знаеш, премиера, поготово дека и вие ги ставате епизоди дека што имате премиера и пак сакате некој енгејџмент со луѓе што гледаат по коментари едно друго. Тоа ти е најлошо нешто што може да се деси, да сгрешиш файл пократка епизода. Ама па сигурно повеќе енгејџмент ви донело и поинтересно може да ја направите вие да се насмеете на ваша сметка и да направите уште поинтересно некој разговор со ваша заедница што имате, што следат. Секогаш можеме да го кривиме YouTube. Нешто со YouTube се деси. Епизодата. Квалитетот не е добар. Премиерата умра. Не бе ни крашно. Something went wrong. Нешто се деси. Душа, стварно има моменти некој стварно кога се дешава. Па something went wrong, сега ја палиш ти апликацијата и читаш something went wrong. Добро. Душа, стварно добив неколку пораки од луѓе кои што ми пиша, не ја фатив кога беше уживо. Тоа е. Не си ја фатив уживо, сега гледај си ја цела и сме као добро, не кажу. Мислам на некој ќе кажеме, некој не, ама генерално пак на крај на денот истата епизода, мислам целосна. Некои се сакат уживо да гледат. Кај нас интересно е што гледачите не ги гледат одма епизодите, пошто ги објавуваме у четврток вечер, у 8, некој има не знам нешто друго да се гледа, едно друго. Генерално си ги остават за викенд, што е доста кул, интересно, лабаво, си пуштиш епизода. Сметам дека нашите епизоди се понака за чилање, не се толку длабоки муабети на влегување и се останато. Поиш да си чилаш, да си уживаш во разговора, се насмеш. Вака, викендче пуштено со нешто, со пијачка, нешто до тебе и таман си. Да, тоа е момент кај што знаеш дека не е хај на светот да направиш таа грешка. Знаеш како може да се извади и окей. И не знам,
и да ставиш и следниот ден ако треба, пошто не знам, си избришал цела епизода па ја немаш, значи сите фајлови отишле. Тоа ше проблем, немаш епизода, ама Имаме и таква прича. Да, ама гледај, све, ја мислам и дека публиката знае со што се соочуваме и да се избрише епизода, само едноставно ќе се пише дечки. Не, глава немаме епизода, не се избриша, тоа е дека ја претпоставам и тебе ти се десило тоа и на сите им, тоа е погрешка, не дека сакаш да ја избришеш ти, погрешка ќе се деси, something went wrong. Да. Тоа е тоа. И ама Да, и среќа ние со вакви работи што се замараме, замисли да избришеш некои документи од, знаеш, од многу големо значење. ја претходно каде што работев у една фирма за IT и работев со бази на податоци. Тоа е најглавното, најсршто у секој програм. И ми кад направи оваа као задача требаше некои табели да отворам. Јас си зијам, си отворам, седам ака и ми доаѓа као, газа ми као, го заврши он, ми се јавија као пред, сега ми кажавме дека до 2 сат ќе заврши. Го заврши, викам, како не, викам, направено се. И сваќам дека јас уствари све тоа што сум правил во погрешна база на податоци. И викам, моке, видов тоа што направив, као, они дека, нормално дека не знаат, дека сум им отворил, не внеле ништо, ги избришав, го направив тоа, све се среди, ама кога работам со такви со пипливи ствари, као вика 2 пати мери еднаш сечи, значи бекап 1, бекап 2 пред да направам нешто, бекап 3, бекап 4, за секоја команда што ќе ставив правив ја бекап. Така да еден бекап треба да имам у живот. Како да си направи на живот до сега еден бекап што имаме? Бекам? Знаеш кога играш некоја игра и сега ја сейвнуваш, пошто не знаеш пошто што ќе се деси, ама сакаш да се вратиш, можеби. Така. Не знам на живот како може да си направиш еден бекап. Дај да си направиме еден бекап на живот. Во недела, саат време, ставаме да седам онака и бекап да ми се прави на клауд. Да, и после 2-3 месеци да видиш као чекај веќе се вратам уназад, у недела, баш у тоа време да Као се викаш она серија на Netflix? Russian Doll? Не, на англиска. Леле ми избега. Раскажи ја, не знам што. Не. Майли Сайрис глумеше у неа една епизода и филм као интерактивен што искочи. Black Mirror? Black Mirror, окей. Black Mirror сценарио. Да се чекај, ова го направив лошо, дај ќе се вратам, ќе го направам. Она Groundhog Day, буквално, само што тоа секој ден го репетивно тоа. Му правиш репет. И до душе не знам тоа колку е добро да си правиме да бекап и да се враќаме. Има едно шизофренија, можеш да фатиш од тоа толку што е добро, така да не е добро. Не, да, никад не сум размислил за тоа, сега ме замисли, ке треба да. Не, тоа стварно онака да си направиш бекап и да си се враќаш. Ама не е убаво, треба тоа викам, све треба да има баланс. И во најдоброто треба да очекуваш нешто лошо да ти се деси. Во најлошото треба да очекуваш. Ако нема тој баланс у животот, нема да е интересно. И не само што не можеш да растеш. Значи тие работи што може да ги се десат што се лоши, мислам дека те прават тој што си. Тоест, како ќе одговориш на тие работи, ќе те направат тоа што си. Ти ако си немал тие искуства, ти нема да научиш тоа. Тоа со жена ми нонстоп го збориме. Се дури се караме, добро е. Знаеш, дури имаме разговор кај што се обидуваме да решиме проблеми што мене ми сметат, не си сметат. Супер е. Ако не се караме проблемот, значи нешто не е уред, нешто се дешава, кај што еден од двајца да се чект аут и готово, нема. Тука е тој момент, значи нешто лошо ќе се деси сега, ама како ќе одговориш на тоа и што ќе научиш од истото. Ја пробам тоа и на поголемиот син да му го објаснив. Еднаш му викам да знаеш, викам, у животот мора да има баланс. Не може му викам се да е сјајно и све да е најубаво. Мора да има баланс, мора да е нешто
лошо со добро, па да се избалансира да е у линија. И иначе му викам, му викам запамти го тоа дека мора да имаш баланс. Некад му викам ќе добиеш кец, некад ќе добиеш петка, средна оценка ти е тројка, му викам. Супер, тере. Како ќе, знаеш, што ќе научиш од тоа и да направиш најубаво и седо и од петка, ама ако не си учил, се потрафи и сега неколку пати поред, и ти ќе се научиш на вакво и после чекаш што се деша, почна кецови да радиш. Мора, тој баланс е многу, многу важен. Тој има еден дечко се вика Танос, го има кажано, со мечот. Баланс. Тој гледа Avengers, знае. Да. Кажете ми малце сега за гикови. Ја прво морам да пофалам за името ви е легендарно, пошто е, знаеш, ја кога ние започнувавме со подкастот, сега како, знаеш, размислуваме како да крстиме подкаст. Јас секогаш сакав да најдам име кој што ќе биде како I love this. Значи има имиња кои што се добри, ама нешто ми фали, не е тоа, дај да бараме уште. И некако си некако налетав и ми се свиѓа ради тоа што ја го измислив. Ама вашево ми е можеби најдобро име на подкаст у Македонија. Па и пошироко. Од кај доаѓаат гиковите? Ја на почетокот сакав да се вика попкаст, дека се работи за поп култура и за такви ствари. И кога се договаравме за име како да биде, што да биде попкаст, нека дебели гикови као на почетокот бев као скептик, а после викам што да не. Нека тера. Сега знаеш дека има попкаст, така? Знам. Сега... И смисли има еден друг. Да. Мисле да се викавме само попкаст. Доаѓаме цело време хуманти и збориме за Марвел, за DC, за некои работи така. Ќе се збуне луѓе, што е попкаст ми доаѓа. Шо е работа? Името ја го мислам го давав како предлог и го одлучивме. Генерално ми е инспирација од еден дечки што порано снима YouTube видеа, сега се музичари само, дебели од крај се викаат. И нешто уште они кои беа активни, кога ги гледав, кога ги следав, нешто од тогаш имав идеја, некоја комбинација да направам со името и да, стварно сметам дека е едно од најуникатните имиња за, не би кажал за подкаст, би кажал за нешто у Македонија, генерално еве за подкаст, што не отсликува нас физички, но не отсликува нас и како да кажам, не ментално, туку тоа што сакаме да го правиме. Под длабоко навлего, ви баш сте длабоко навлезени у тоа, у гиковство, како би нарекле тоа. Чи имаш двојна димензија на дебелото, уствари. Да, на дебелото црево, гиковството да има. Не сме премногу толку навлезени, има многу поеки фацки од нас у држава што би можеле да не заменат, но сепак секогаш го кажам тоа, ние сме едни од реките што се обидува, што пробаат да влезат да го прават тоа. Пошто сите имаат, се срамат, сметаат дека имаат поише работа, мислам нормална работа. Дури и на нас ова не ни е примарна работа. Мене ми е желба да ми е примарна работа, но не ми е. И затоа едноставно решивме, мислам, јас сум таков личност што знам дека ако не може да го направиш, ќе го направам ја, пошто сакам, пошто колку толку можам и знам дека на крај ќе успеа. Кај нас има еден момент што сите имаат страф од тоа да почнат, пошто сакаат да успее. Дечки, ајде да пробаме, па после ќе видиме дали ќе успее. Например, и ние не сме нешто многу популарни, еве 2,5 години го правиме. Ова имаме само не знам 1000 претплатници на YouTube, не сме ни толку познати. Да излеземе надвор некој да не позна или нешто такво, но сепак го правиме, пошто он секој што го кажува, го правиме за еден ден кога ќе остане некој друг да го види у иднина и да види, аха, вака е направено, и да се инспирира да каже, можам ја и подобро го направам. Тоа ни е наш желбата за технички да имаме некоја си конкуренција, ама да биде убава конкуренција за да можеме да видиме кој е подобар, како да станеме ние подобри, што да направиме, како да направиме и се тие работи. Затоа е, например, ги знам буквално сите подкасти у Македонија што се имаат појавени, нормално не можам да ги следам сите, некои не се ни за следење, тоа не битно, но сепак од сите се инспирирам како да биде подобро. Ние го почнавме со
со 0 денари и со опрема прво што не беше наша, го почнавме во Радио МОВ со све што беше нивно. Најголемиот проблем секогаш беше од прв ден како да најдеме финанси да купиме опрема, како да најдеме простор и сите тие работи. Радио МОВ излегува со еден отворен интересен конкурс дека поддржуваат подкасти кои сака да снима кај нив. До ден денес не е така генерално, сепак финансиите не се кузне колку големи, но не можеме премногу да инвестираме во нешто поголемо, но онака мали бебешки чекори цело време правиме, но знаеш онака го правиш од љубов, задоволен си за тоа што го правиш и затоа ни е драго што и без ништо пробуваме да направиме нешто што некој друг технички не би се осмелил да го направи. Да, во онај тој момент процес, фокус на процес на отколку на резултатов. Пошто ти ако се фокусираш на самиот процес, резултатот самиот по себе ќе си дојде. Се зависно, некојаш може ќе биде тоа што си сакал и очекувал, некојаш ќе биде помалку, некојаш па може и поек. Некојаш не знаеш што да очекуваш, ама ако се фокусираш на самиот процес кој што ќе работиш на тоа, ќе снимаш епизоди 2,5-3 години, исто и ние, значи ние почнуваш од нула и сега снимаме и си тераме секоја неделја. Ја им кажав тоа, едино нешто што сакам да направиме од старт е да имаме епизода секоја среда. Тоа. Значи, без разлика дали имаме ние, не знам, сега ти ја виделе епизода 2000 луѓе или 10.000 или 50 луѓе, ние мора да имаме епизода секоја неделја. Не бркате бројки. И ние исто, не. Што знам мене, убаво ми е, не викам не, убаво ми е кога ќе видам и бројки се, ама побитен ми е со човекот муабетот што ќе седнам, што ќе го направам, него ли бројките на YouTube. Да. Да, знаеш кога ќе искочиш од снимање си као чекај, ова беше предобро. И забораваш дека ствари сте снимале, тоа е тој моментот што имавме, кај што и самиот некојаш забораваш и се внесуваш во тој разговор и учиш работи, ама и убаво ти е да слушаш, да збориш, да споделуваш и додатно што можеш да споделиш тоа со луѓе на кои што исто може на некој да им најде интересно. У нашиот случај ние сакаме на луѓе да им помогнеме да ако ништо друго си ти размислиш што е за тебе ментално здравје, знаеш? И ако некој излезе со тоа од епизода, супер, ние сме завршиле работа. Не, ако со ова што кажав ја на 0,1% му помогнам на тој што ја ќе бидам презадоволен. Јас често на Facebook кога ќе излезе некој епизода кој ќе се споделам, често знам да се напишам зошто правам подкаст? Правам подкаст за лично и директно да ги слушам разговорите од луѓето кои што до тој момент сум им бил на некој начин фан. Сега знам дека би се обидел да го поканам, тој некој или некоја би дошол на подкаст и би ги слушнал муабетите и прашањата кои што јас сакам лично да му ги поставам. У Македонија генерално нема некои толку големи луѓе кои што би ти одбиле интервју или нешто ти направат. Не ме палат толку странци, стварно не се палам на странци, поише ме пали ова домашново, небитно дали се актери, уметници, музичари, било што, но знам дека не можам да, што би се рекол, да бидам другар со сите, ама можам како на подкаст да го поканам и да го прашам работите што мене ме интересирале. Затоа гледам, еден пример, работам новинарство и технички ми е работа да следам све и свашта. И буквално следам све можно и моментот ми е секогаш за секој гостин се спремам толку длабоко и толку влегувам длабоко што сакам да направам прашања кои што генерално никогаш не биле слушнати до сега. Со некој не можеш, со некој е малце потешко, но има моменти со луѓе кои што онака оставале, па да не кажам, белеко ставале за некои работи, некои епизоди. Небитно дали биле многу видени или невидени, некои не биле, а требале и сите тие работи, но сепак убавината е да чуеш нешто што до сега не си го чувал таа личност. Небитно дали инспиративно, дали мотивационо, дали можеби е малце тешка приказна или не знам што, но сепак е убаво да чуеш нешто. Например, сега пред некое време прочитав еден статус, тој малце колумна беше некоја, пишуваше повеќе не слушаме подкасти
за луѓе ги слушаме нивните приказни. И тука малку има момент као па добро што сака да кажете едно друго тоа поминува во свет. Кај нас во Македонија не поминува. Кај нас во Македонија пак сакаш да го видиш човекот, сакаш едно, сакаш друго, но сепак има момент кога сакаш и приказна да слушнеш од некого. Да, има, мислам дека е баланс, кој што кажете, баланс е. Значи, ја, например, ја со подкаст се запознав кога бев усредно, пред некои 10 години. И ги слушам од тогаш до сега, ама ја ротацијата на мене на подкасти на дневна баса ми се сменила премногу. Значи, имам моменти кај што некојаш сакам да слушам луѓе кои што зборат само и ја ништо нема да примам од нив, ама ми е интересно пошто сакам да слушам. Не знам, дали ќе биде спорт, дали ќе биде култура, дали ќе биде што е политика, мене тоа ме интересирало. Ама има моменти кај што ќе пуштам подкаст за да добијам некоја информација. Има моменти кај што гледам, ово искочил на овој подкаст, дај ќе го слушам, пошто ми е интересен никогаш немам, знаеш, сад време слушано, не знам, може би позната личност, може би не толку позната, ама интересна личност у нејзина сфера. Различно е, кај нас проблемот мислам дека е до некаде и ние малце, мислам нашиот подкаст може се двојате што пак има некоја тема, има некоја тематски се. Иако ни е интервју, стилот е тој, ама ние идеме тематски. Ја, например, за тоа сакам секој епизода да опоставам тоа прашање, веќе имам приметено дека и ни самиот разговор луѓето се фаќаат сами и размислуваат повеќе за ментално здраве и низ призмата на ментално здраве ми одговараат други прашања. Така е. Пошто ти поставаш некој бейслайн, кај се поп култура, кај се работи кои што се дел од тој жанр и навлегуваат. Не е само сега, ја ги викнав Марио и Огнен и сега се избориме, пошто ни е интересно. И тоа е супер, и тоа пројдува, и тоа има успех и треба да имаме такви подкасти, ама има подкасти кај што не бе ќе збориме сега за низ призма на ментално здравје или ќе зборите за филм, за последно за Dungeons and Dragons, за не знам, нешто ново искочило, па тоа ќе оглед. Тоа е разликата, ама пак треба ти вакви и такви подкасти. Па гледај сега, кај нас што е ситуацијата. Јас знам дека он ќе се спреми за гостинот топ. Ако ви се верува, ја не се спремам за гостинот тич. Јас идам go with the flow. Значи, како што ќе тера епизодата, така ми искачат и прашањата што сакам да го прашам. Ја знам дека ќе се спремам изгледа ради тоа, јас не се спремам да кажам за доволно за гостинот, дека знам дека он ќе се заврши таа работа да кажам. Јас буквално снимаме сега да па добра ќе доам и идам и снимаме, ама прашањата ми идат од самиот муабет. Така е овде, као што кажа ти, балансот изгледа кај нас на подкаст. Да објаснам, да не звучува глупо, нека не се спремаш, туку моментот на моментот на балансот, ја и ти што го имаме, ја поише се спремам, но ти поише го имаш она харизмата во тебе, кое што на гостите им прави нешто поубаво, не дека ти не се спремаш, не дека не ги знаеш. Да, јасно тоа, ама не се спремам као да кажам со прашања, да земам да истражувам за гостинот, да правам, да пуснам. Некои такви ствари. Мислам сега, не ми беше прв подкаст, ама прв така уетар што искочи во Македонија беше истинен збор и ние правевме подкаст за право и политика и све измеѓу го нарековме. Со колеги од факултет, корона фати што ќе правиме, така бевме поактивни у тој некој студентски живот, студентски собрание, ќе направиме подкаст. И сега ние почнавме како трио, па после се проширивме. Имавме момент кај што ја бев тој кој што нешто слично како тебе, кај што ја знам со кој зборам, се спремам доволно за да можам да имам некаков разговор или да почнам некаков разговор и го слушам гостинот и по тоа се ориентирам, не на тоа што сум напишал. Имав колега кој што донав, кој што он беше као тебе, си се спрема, па и прашања, знаеш, му беа устил по научно, убаво поставени, со целина, концизни, а ја, тоа е интересно да ни беше нам, што знам дека имаме и за вакви некои што слушаат, и за некои кои што
препочита така по неформален разговор и нека го склопуваш, ама тоа за нас функционирало, за вас тоа функционира, за некој може нема да функционира и тоа сум Јас знам дека ова што го правам дека е погрешно, дека јас знам дека треба да се спремам за секој, јас свесен сум за тоа. Ама да ти кажам, не можам сега така ми е да седнам и да истражувам, да копам и ќе пишам на страни, на крај тефтерот ќе го заборавам и што правиме? Така, џабе сум истражувал. Гледај, ја не се согласувам дека е погрешно, ја цело време, јас сум некој кој што цел живот немам фатено книга. Ама никогаш не сум имал проблем со оцени. 5-ки, 9-ки, 10-ки на факултет, ја слушам, пивам тоа што имам, запишувам белешки кои што никогаш повеќе нема да ги видам, ама со тоа што сум ги запишал Ти влага у глава. И сега ја идам на вакво, средно завршувам, тоест основно завршувам без проблем. Средно викам ајде може ќе почнам да учам сега у средно, пошто ја гледам и си викам чекам ја може многу повеќе од ова, само да седнам да учам 2 дена знаеш пред вакво. Исто поминува се, ај факултет ќе дое па може ќе морам на факултет сега да почнам да читам, да учам пошто. И факултет иде ист момент. Значи ја немав да кажа се да, имаше моменти кај што ќе паднеш испит па треба да преполагаш па едно друго, ама ја завршив со 9,4 просек. И после ја си сваќам и разговор баш со психолог и он ми вика, а дали ти уствари можеш да замислиш дека уствари тоа е начин за како ти функционираш. Ти ако земеш сега да читаш, да се спремаш, ти може полоши резултати ќе направиш. Така функционираш, тоа е окей. Значи не значи дека ама ја цел живот се чувствувам лошо, па мајка ми е наставничка, вика, па зошто не, знаеш, учи повеќе свет. И ја цел живот го поминав, мислејќи за мене дека сум мрзо дека вака така, а уствари ти доаѓа момент, па чекај, ја ако сум учел многу повеќе, ја може би полошо ќе сум поминал и нема, ја така функционирам, тоа за мене успева. Нормално, треба, знаеш, има момент, ја да не сум внимавал на тие предавања и влегувал у дискусии со професори, нема шанси кај ќе положиш ти со 9-ки, 10-ки. Ама тоа функционира, за тебе тоа функционира да така ти може ќе бидеш, извини, може ќе бидеш, ќе имаш подобар перформанс на подкастот ако доеш сега се спремиш и имаш вакво и ајде сега ова прашање, не е тоа, не си ти. Јас, као што кажа сега за ова за читање за школа, јас лектири у школа од основно до средно дали 1-2 јам прочитал нешто така. И тоа Силјан Штарко, таа најмалата, опа и уште некој ова со микрофонот. Ама ја идав со тактика. Ја првиот час кога се обработуваше книгата, ја ќутев и слушав. И сега ќе дое вториот час и наставничка, ајде да повториме тоа од претходно, што се зеојо? Тоа се десило и браво и го читал. Пиши таму дека ја прочитал лектирата. Ајде Силјане. Сум се снаоѓал за такви ствари, многу не сум сакал да читам. Не сум сакал да читам наметнати книги. Пример, ја на Џамбазов книгите му ги имам прочитан сите, ама убаво ми е кога читам као да си правам муабет со него. И други книги имам прочитан што ме интересирале. Мене Силјан Штаркот не ме интересирало да читам книгата. Доктор Овболи не ми било мене тоа интересно. Сега гледам, не знам дали знаете, во основно им е даена Хари Потер. Мислам дека првиот дел. Нешто така, као лектира да ја чита. Сега за кое оделение не знам, ама знам дека ја има као, викам, добро е, мрднавме малце. Чекаме и во државните или само приватни школи? Не, у државни. А у приватните ја Има повеќе различно. Жена ми е дека работи у приватна школа интернационална, таму читаат малце поразлична литература. Абе, у странство имаш, треба да прочиташ ти 3 книги. Одбери си ти кој. Ама за таа книга треба да ми направиш убав раз. Според мене така
така треба да функционира. Да. Ама тоа оставам на тие таму. Министерката за образование. Да. Кога сме кај читање и спремање, генерално сме имали епизоди кај што сме дошли неспремни. Некој сме успеале, апсолутно. Некој сме успеале малце да извозиме да биде све убаво, некојаш не испаѓа толку убаво, па не сме задоволни. Но сепак моментот учењето од секој гостин пред што спомнав за напредување. Како, што прашање да поставуваме, како да разговараме со гостима, какви начини на движење на разговора да имаме сите тие работи. Затоа секој епизода е лекција. Например, ние имаме снимано 80 епизоди, нешто подкаст епизоди, плюс други работи што имаме правено, но официјални подкаст епизоди околу 80. За сите 80 епизоди што ги имаме направено, се за тоа за мене лично е како глава од книга која со одредена лекција која што треба да научиш, да ја совладаш за понатака да се усовршиш во тоа. Ја не сум по читање, по работи и се останато, но сепак мојот начин на добивање на интелигенција генерално поише се сведува од видео формати или аудио формати на работи. Многу поише сакам да слушам подкасти, небитно дали се странски или македонски. Додуше кај нас нема толку многу едукативни колку што би сакал, сакам се поише едукативни подкасти да се појавуваат. Ајде да кажеме, ние сме некоја поп култура што генерално има некоја едукација во нив. Кој како може да си го свати како едукација, нели? Но сепак да го поврзам со ментално здравје подкаст моментот што го правиме, ние со секој гостин некако разговорите ги почнуваме со тоа што си имаме некоја рубрика што си ја викаме од раѓање до доаѓање на подкаст, која што чудно звучи, некогаш забораваме да го употребиме, више 2-3 епизоди сме заборали да го употребиме, но сепак сакаме малку да навлеземе уште самите почетоци, да го видиме гостинот специфично ако не го знаеме толку многу, ако не ни е пријател или близок, да видиме он што ќе каже за себе си. И сите разговори што ги правиме секогаш има некој вид на ментално здравје поврзано со нив. Например, доста актери и глумци имаме оваа сезона 3 во Дебели Гикови подкаст, каде што ги прашуваме за нивните моменти на академија, за нивните моменти на сцена, на филмови снимања и на се останато. И сите имаат различно што да кажат, различно влијание тоа, како пристапиле и се останато. И затоа генерално можам да кажам дека и нашиот подкаст, и нашите разговори имаат многу блиско влијание на поврзано со ментално здравје, кое што не го кажуваме на некој начин директно, односно не го представуваме директно, но сепак го кажуваме на некој начин директно. Да, гледај, и многу е, ја секогаш кога ќе фикнам сега некој на подкаст, пошто ја се обидувам да носам луѓе кои што можеби ги знам и знам дека убав разговор ќе имаме, ама не се уопште познати, никогаш не ни размислувале дека некогаш на подкаст ќе бидат или ќе бидат јавни личности. И прво прашање, што ќе зборам сега за ментално здравје? Кај ја викни таму некој психолог, терапевт, ама тоа ми беше целта од старт. Не е ментално здравје сега само дефиниција у учебник, у книга за психологија и сега тоа е. Не е ментално здравје се денеска, например, сите одлуки што ги донесеш е ментално здравје, како ги носиш одлуки, што ти се деша, како се однесуваш со твоите дома, со на работа, како балансир. Тоа е ментално здравје и ние имаме разговори сега со психолози кај што тоа гледам. Не секој сме толку успешни, некој се дешава почесно, некој поретка, ама секоја трета, четврта епизода од просак да ни биде со психолог, со терапевт, со психијатар, кај што ќе земеме една тема и ќе раздлабочиме, ќе налеземе подлабоко, ама измеѓу сакам обични луѓе кај што ние ќе збориме, окей, што е за тебе ментално здравје? Од кај иде тоа? Па како си? Па како тоа се пресликува од тоа што работиш? Па што работиш? Па како ги поврзуваш? Тоа е ментално, тоа е кај нас мислам луѓето и целта ни е да се нормализира тоа дека ние можеме да збориме за ментално здравје, окей, не е некој сега табу термин кај што не можеме сите да го користиме, бидејќи ние не сме психолози или терапевти. Можеме. Едно е да се дава совети, да се прави дека све знаеме и сега да кажат не ти вака, секој вака треба да прави ова, ама
да споделиме своје искуство на кој што кажавме преска, ако еден човек ја земе тоа ти што си кажа, јас сум кажал, ти може би што си споделил и размисли за тоа, чекај така ја никад не сум размислил за дај ќе си направам, не знам, ќе земам и ќе си напишам некој работа или ќе ги истрчам, ќе направам нешто. Тоа е успех, сега тоа и усе можеш ти да најдеш, у секој разговор, ако со намера влезеш, секој подкаст може да биде, знаеш, дел од да му биде ментално здравие момент да го има со гостенот. Така, знаеш кај тебе например што е убаво кај подкастот, например секојдневно го слушаме се повеќе треба да се збори за ментално здравје. Секој ден го слушаме тоа од сите луѓе. Но ја имам момент кога ги прашувам сите кога го кажа тоа, окей, го кажуваш тоа, ајде направи ти нешто за тоа. Пошто секој што стануваат на, окей, треба да збориме за ментално здравје, за машко здравје и сите тие работи, и толку, тука завршува. И чекаат од друг. Ти, например, правиш многу интересен подкаст, само овој подкаст нормално, каде што сам кажа дека викаш луѓе кои што не се познати, не се јавни личности. Кај нас генерално поише доаѓаат јавни личности, некогаш доаѓаат не толку познати, што е нормално, но сам да кажам кај тебе убаво што имаш толку многу убави епизоди што секој може да извлече поука од сите. Например, не знам, имаше анекта на гостинка Томас Байкерот, знам една епизода со Сара Трајковска готвач, не знам од средно, например, кога ја видов епизодата, реков, ова морам да го гледам, и прекрасна епизода беше, и гостите кои што ги имаш ти го прават овој подкаст убав, и пораката која што испрекаш за ајде да збориме за ментално здравје, но навистина ти тоа го правиш, збориш, им даваш платформа, им даваш прилика на луѓето да си кажаш све што треба, да помогнат на некој. Сега зависи, не може на сите да им помогнеме, не може секој да го направиме среќен, ама сепак пробуваме барем нешто да направиме. Затоа и ние не можеме сите подкасти да ни бидат најдобри, да ни се допадат на сите. Ја лично направив една анкета, која што објавив јавно, беше со 2 прашања само, зошто гледате и зошто не гледате Дебели гикови подкаст. Зошто гледате, генерално имаше класични прашања кои што беа супер сте, вака сте, така сте. Зошто не гледате, имаше моменти каде што имаше одредени одговори, некои беа убави све како што треба, некои беа маце груби, но небитно, си ги сакам и грубите одговори, но тука е моментот, не можеме на секој подкастот и епизодите и гостинот и нашите разговори што ги правиме посебни да му ги направиме за секој да се интересни. Не сме магионичари, не можеме тоа да го направиме. Јас сакам да епизоди да бидат епизоди што ја би ги слушал од после. Јас сега го фиксно не ги слушам, пошто не можам сам себе да се слушам. Ја ги слушам, ги монтирам. Ама сакам да бидат тој стил на подкаст кај што ја може да ми биде мојата ротација, неделна ротација. Ја како си да не бев ја домакин да водам, ја би го слушал. Тоа што пак сакам акцентот е на гостите, ама да ги донесам да зборат на некој начин на кој што е баш на разговор кај што зборуваш дека има камери, ќе им даеш кафе, баш на кафе. Ја не пијам кафе, ама како на кафе да сме. Тој моменти тоа ме води. Знам дека на сите не можам да им даеш да ги задоволиш, пошто сите имаме различни вкусови, тоа е нормално. Ама ако јас знам дека јас сум задоволен од епизода и ја имам нешто научено од тој разговор и би го слушал надвор од сево ова, тоа сум успел тој ден. Добро, ти нудиш кафе, ние јадеме подкаст, така. Да, добро. Ама знаеш ли дека и тој момент кај гостите многу да кажам и до негде се бутка таа бариера на гостин со водител или со камери или со нешто така. Не секој као важи ќе вакво. Ќе со тоа ја сум го размислил, мислам дека и тоа поише ги опушта и гостите. Ќе се најдат и ќе си седнат пун стомак. Дај сега може да правиме муавет. Не, ја имам една идеја која што може сега некоја која земем, нека ја украде слободно, а идејава ми е пошто трчам и сега ако имам нека дојде на можност да снимам подкаст само за трчање и за вакво, ја би истрчал со гостинот прво 5 км на лагано, зависност кој како, знаеш, е спремен и се тоа, и после идеме да снимаме.
И уствари го имаш тој елемент кај што правиш нешто што ги опушта, може поготоа кој не можам сега со секој гостин на како си тоа да правиме, или тоа што пак секој е различен, имаме различни профили на луѓе, ама ако ми е подкаст за трчање, ја би идел прво би истрчал. Сега, ако е Дарио Ивановски со него, маратон нема да можам, ја не можам. Ама бил знаеш, у зависност дистанца небитно, ама ќе се истрчаме, ќе направиме нешто, ќе доеме, ќе снимаме. Нормално, со малце пауза измеѓу може да се пресоблечеш, да се средиш, да наместиш и снимаме. Ние сме ти први гости, ти више на петка, ние на прв километар те чекаме. На различни камери. Ки се збориме преку буките. Не, преку со Bluetooth. Да, нека да, трча, да. он ние нас не е проблем ти да трчаш ние на телефон да До збориме. кај сте, еве сега да одмориме секунда. Уживај. Уживај ќе Да дојде. рачунам кога ќе да ме Да, ставам да, ќе на Bluetooth слушалка ти трчај слободно. Ама не, тоа се денево ми е интересно, пошто има причина зашто, например, ние која искачаме со јадење убаво ти иде муабетот, сеќаш? Да. Едно што е интимна работа, а друго што, знаеш, најаден, нешто ако ти е убаво, па знаеш, не јадеме ние само за да се нахраниме, јадеме и дека ни е убаво. Нормално. И интимно е, и го ја крши бариерата уште од старт. Во втора сезона кога снимавме у друго студио кај него у Стар стан, секој гостин што ќе се дојдеше. Прво, си совлага патиките, му даваме папучки. За под дома, За ние знаеш што под се дома. најискинатите. Тие им ги Да, давав. ние 20 со папучки исто бевме. Им даваме храна, седнуваат на еден кауч што е Југославија момент стар, кој знат кога, а многу удобен. И само ќе се седнат и си и као тоа е. И пошто имаме технички сме тематски, ама пак сме култура која што потребна е полабо, тогаш бевме најлабави што можеме. Да. Сега пошто не снимаме у домашни услови, снимаме во студио кој што не е ни наше, не можеме папучки да им даваме на луѓето и маце чудно би било. Додуше имавме само еден гостин кој што направи една финта што со патики си облече папучи за да не ги прља, односно не знам како беше. Не битно. Да не треба да луфтираме после студио. Не треба да луфтираме студио. Тоа ни беше последен гостин од втора сезона кој ќе најде ќе го гледа. Врз патиките си облече папучките да се испоштува, значи испоштување на папучи. И тоа беше доста интересно со Гора Светковски имав еден интересен момент кога Штиклите ги знам, тоа како папуче штикла беше нешто. Некоја кломпа беше, ама намерно го скина чорапот за да биде по-фраерско и така си имавме такви моменти. Не, у студиото во станот не снимавме многу епизоди, десетина, ама ни скочија како тие, поред мене тие се најонако опуштените, најлабавите, и најубави гостини дојдат тогаш, не дека други, ама некако лабави беа самите гости која ќе дојдат. Ека ги примаш у стан, им даваш папучи, као што кажеме, им да јадат и они се више опуштени. Као дома да се. Нема, ама многу е важно тој момент, знаеш, ти го викаш дома да ти тоа е буквално и го третираш како вакво. И сега камерите што ќе си стојат, снимаме ние разговор, имаме разговор, некој го води, па едно друго. Ама веќе таа бариера е скршена, тој дзите е спуштен и ти можеш да разговараш, да извлечеш работи од него, кој што ако истата личност ја викнеш у друг сетинг, нема никад да ти ги каже. Најјакото беше што тогаш снимавме со веб камерче што беше тулицко овака. Една И у средината, и ако ги немаше па микрофоните, уопште као да нема ни као да не снимаме. Да, тоа супер. И баш беше онака опуштено и лабаво и све. Ние Јустинијан збори кога го почнавме, ја бев во тој камп да идеме само аудио. Што ја аудио најчесто конзумирам, сега веќе се менува дека YouTube е предомне. Сите подкасти ќе имаат и YouTube верзија. Има и некоја психологија за тоа. Има, да, ама ја уште од старт бев не аудио ќе идеме, а ќе кратиме клипови и ќе ставиме на YouTube. Па луѓе може 3-4 клипови од епизода, по 2-3-5-10 минути колку ќе бидат, ние аудио ќе си иде на Spotify, на Apple, на Seda.
И тоа ми е мене најубаво, пошто знаеш ти го ги кршиш, ги тргаш сите бариери што може на некој да му бидат некомфортни и си правиш муавет. Да, имаш микрофони и се тоа, ама луѓе забораваат на микрофони, камери или светло едно друго студио, а вака YouTube пуштаме камери, гасиме камери, само зимаме аудио и си тера. Со тоа што сега веќе, знаеш, многу е тешко ти као аудио подкаст него да те слуша, поготово у Македонија, не сме таму ние уште, ама да. Или за мене YouTube е најдобрата платформа негогаш направена. Од дете сум зависник, што ми се кажало, од YouTube и сега сум сакал да креирам содржини за YouTube, небитно дали се подкасти, дали се, не знам, гейминг видеа, стримови, било што. Значи, мојата визија од дете беше еден ден сакам ова да ми е примарна работа, до некој начин сега го правам тоа, но сакам да е уште посериозно. Иако YouTube се е маза чудно, но не е тоа битно, сепак е убава платформа. Сега да кажам, психологијата за моментот видео подкаст. Ние, кога почнувавме пред 2,5 години, требаше да почнеме аудио подкаст. Одиме во студиото на Радио МОВ, се запознаваме со тие дечки што ни беа техничари тоа време. Никак, како бе, вие аудио подкаст, вие сте специјално за видео. И тоа е добро, пошто ја мислам дека не знам дали 2 месеци ќе истеравме аудио, додека не ми пукначе мене филм и реков не, ова нема шанси. Со сигурност немаше да продолжиме многу. Само да кажам, од прв момент кога почнавме со видео, психологијата е што? Ја цело време на работа или било каде сум со слушалки, слушам подкасти, слушам едукативни програми и се останато, но ја ги слушам. Но психологијата и за мене лично и за многу други е што зошто видео подкаст е подобро. Првите 5 минути сакаш да го видиш човекот кој е, како личи, како е облечен, како изгледа и сите тие работи. После може не 5, може и после една минута. Само минимајс му правиш на тоа и си продолжиш да го слушаш. Луѓето сакаат да видат кој е човекот, што е, каков е. Некој за добро, некој за лошо, небитно, но сакаат да го видат. Од кој ќе го видат, ако му звучи убаво, тотално игнор на видеото. Ќе ти даде шанс. Додуша сега последна епизода која снимавме, нешто на шала кажавме као, оке, снимавме 5 минути и све после префрлете се на Spotify и слушајте си луѓе. Ама пак видео си е видео. Додуша немаш ништо да прикажеш многу. Има луѓе што пак повеќе има сценографија, момент за прикажување и попапи и сите тие работи. Ние не се бавиме толку многу ептен ако има нешто специјално за кое што збориме, за да мораш да го видиш сите тие работи, но сепак преферираме да нема толку in your face моменти со све останато. Иако многу често ни кажуваат абе као вие сте за поп култура, као ставите фотки едно друго. Дечки, шо да ставаме? Знаеш за што збориме. Ако си дошол да не гледаш, точно знаеш за што збориме, не мора да ти прикажувам. Нормално, некој ќе ти биде прикажано, но сепак пробавме до негде, ако втора сезона на гледај. На старт муабетот ни беше јас и он да седнеме и да си правиме муабет за филмови, за серии, за останати. Као еднаш у неделата, као рикеп на цела недела да правиме. Ама видовме дека некако тоа не дека не иде, току почнавме да се повторуваме изгледа со некои работи и си почнавме да викаме гости, од кога почнавме, тоаш не се стопиравме. Пробавме втора сезона да убациме и трейлери, нешто да коментираме, џабу видовме дека и тоа нешто не иде баш. Тоа па сега ич не иде, пошто одма копирајти прават. Не битно дали имаш аудио. Само видеото го прикажеш, ќе имаш копирајт. Така да си почнавме да си се држиме на гостите стриктно. Да, нема, знаеш, тој момент гледаш што пошто ја мислам дека тоа неделни вакво кажи сега ќе седнеш и ќе збориш, можеш само спорт или политика. Пошто има премногу што се дешава и можеш да различно ќе биде секојаш, пошто различни работи се дешаваат цело време. Ние затоа на пример со Истијан збори првите пола сат 45 минути ни беа ние тројца, четворица, петорица колку бевме у зависност кога го снимавме и после тоа саат време со гости. Кај што ние може збориме за тотално различна тема. Ама ако си дое 45 минута, 50 со гости, не знам се, вас ви имаме, ние си збориме за поп култура, не знам нешто. Ама првиот дел ни е независно од тоа.
и ти уствари у една епизода даваш две у едно правиме, пошто пак сакавме, имавме коментари, имаше доволно што се дешава, пошто е политика. И ни тераше и функционира за таков концепт. Ама имаш работи за кои што сега, да, ако сме у Америка и збориме за поп културата у Америка, ти можеш да направиш подкаст кај што кај нас, па и америчка, па колку тој баланс да го наеш за работи за кои ќе збориш и ќе почнеш. Една недела имаш многу за зборење, втората недела немаш иш за зборење и така. Третата не ти се снима. Четвртата си се откажал. Четвртата немаш више подкаст. Не, на четвртата ми беше окей, викни гости, не може. Да. Буквално така беше ситуацијата, така ги направивме првите 4 епизоди као. Првата се зазборевме, ефтено онака и доста гледана ни беше, луѓе ни ја пофалија, ни рекоа, да бе, тоа е тоа што треба, браво дечки. Втората, више онака кога ќе се опуштиш на премиера поминало, мислиш дека спремен си, сакаш дека не си, но сепак пробуваш, третата више си даун. Нема никој не те слуша. Апсолутно, и четвртата си, викај гости, не може вака и... Нема интересен е моментов и мислам дека сега гледам на сад, како сме со камери, гледате, работа функционира добро, живи и здрави. Ја викам, дајде направим, пошто викам сад, гледав, преско се фатив на 40 минути, викам, кај помина 40 минути, шо? Кај помина овој сад, ти кажи ми. Колку ти е најдолго епизода? Гледа, у епизода кај што ја бев гостен. Добро. Сати 40, сати 50, така нешто. Ќе услушаме се. Не, ја така имав епизода, пошто тоа беше на сам почеток трчав маратон. И за тоа се спремав некој година-две. И знаев дека сакам да направам кај што ја ќе бидам гостин, некој ќе ми биде водител. И ја снимавме, сати 50. Тоа дека ја не бев водител, пошто ја гледам и се знам колку имаме од време. Вакво и сако, ние не навлеземе да збориме, ние ја имав некои работи за кои што сакам со вас да збориме, ама ако не стигнеме до нив, здрави живи, друга епизода. Мора го слушаме рекордот. Ама не, има интересен вакво. Кажете ми гиковство. Што е гиковство? Што е гик? Зошто, како? Дефиниција за гик, знаеш дека е многу тешка работа, ја тоа сум го зборал. Секој од нас е гик, ама не е свесен за тоа. Ти као мал ти си гледал и цртани, ја претпоставувам, и си бил и навлезен у цртаните, у приказната на цртанот си гледал, не знам која генерација си, Нинџа Желки, Химен, Покемон, Дигемон, Power Rangers, тоа све. Сега, шо е работата кај нас? Ја и да те прашам сега тебе нешто врска со тоа, ти знаеш нешто врска со тоа, така? Ама не кеш да си признаш дека си гик. До негде. Гледај, зависно за што гик. Така, пошто имаш ти, вие сте се поп култура поек или култура да кажеме. Ја, например, јас знам дека мене да ми даеш да зборам сега за бейсбол или некој спорт таму. Тоа, значи, нема, жена ми дома вика, престани. Значи, окей, супер, фала ти што ми кажа. Не се спориш, уште не знам како се игра. Не разбирам. Само знам дека треба да се удри. Ти пратиш ти бейсбол? Ја и тренер сум бейсбол. Човек, знаеш дека ти си единиот човек што го знам, што се разбира у бейсбол, брат. Гледа, ја таа година во Америка идам таму и кошака ми од секој спорт и живеев со фамилија. И сега првата недела таму вика, пошто Хјустон бевме, посетувавме, НАСА бевме, све супер јако. Вика, ќе идеме и на бейсбол утакмици. Викам, окей, што супер. Јас заспав после таму ги викаат периоди, ги викаат тинизија, после третиот период од 9 јас заспав. И ми беше толку досадно што мразев. Арнама година као помина се запознав со школа едно друго, ја идам на тренеров што ми беше кошер, викам ја не ќе поеќе да играм, пошто знам дека не ме била, немав дадено кош цела сезона, викам ја од секој сум сакал тренер да бидам, дај ќе ти помагам. Овој после отиде у бейсбол и ја викам ајде што сега не ознам спортов, не ми се свига, досаден, ама тренерство, ќе научам нешто од него. Јас се вратив дома со бейсбол палка, со топче, се молев да не ме фатат на скенер на аеродром. Што ти е ова бейсбол палка? Ја дома имам едно 5-60 бейсбол палки.
Едно умре. Добро, Добро. таа Таа ни не е умира. окей сме. Добро. Овие три до работа. Ама ја тоа имам едно 5-6 бейсбол палки. У ГП ги чуваш? Не, имаме клуб. Кај нас у Македонија клуб има за без... Кај тренирате бе, Не човек? тренирам ментално. Е, па- Не, Не бе, само ова го прават пробува, последниве десетина години има, знаеш, американци кои што се тука и се имаат деца и сакаат со нивниве деца да играат. И така почнуваат прво како after school activity во една од школиве, а после тоа се формира, мислам, неформално клуб, ја после се појавувам, го регистрираме, ама проблемот е што немаме деца. Нема деца. Кај кои што- играте, брат? На Алумина игралиште до Борис Трајковски трениравме до пред година дена, сега веќе Од кога го реновира? Сега го реновира. Не, тоа е другото, тоа е Локомотива. Алумина е пошто посебно од две се едно така, по друго. Да. Ја немам Па и рагби се и се рагби играше исто, таму така, да. да. Америка. Да, човек, бейсболот е многу јак спорт. Не. Не знам, брат, не знаеш дека ја појма немам, јас само палката знам дека е јака. Ја дури ја од бейсбол до амерички филмови што сум гледал ГП што се ги чуваат, а не тоа не други филмови, брат, тоа нема везе. Не, Не, интересно е. баш ме чуди што ја мислев дека кај нас Не, нема нешто со бейсбол, Не, брат. немаме активно, ради тоа што ја немам време да се посветам толку на него и, знаеш, работа, се жена, живот, значи, немам време да се посветам у промоција на самиот спорт. Ние деца што ни беа до пред година кога активно имавме тренинзи, беа све деца американци. И пошто има некој комјунити овде кој што има долу, ние имаме 20-30 деца, си идеме по турнири по Хрватска, Унгарија сме биле, се надпреваруваме, си играме, ама нема интерес, нема македонци и ја немам време да се посветам фул тајм тоа да ми биде работа. Ја не знаев дека и на Балканов има уопште. Има. Бейсбол! Хрватија да ги видиш се добри и Хрватска, Србија се баш солидни европски рамки сега, ама има. Браво. Да. Така што ја гик за бейсбол сум. Па ете. Ти почна со хокеј, сега ќе се пријави на бейсбол? Чека, ама не, гледа, знаеш ли дека тие, ја тоа сум го размислил, тие спортови се стварно што и гикови ги пратат. Хокеј, бейсбол, кошарка, он можда не игра, не е активен, ама прати шо се, не ме заеба, Space Jam филмот, Джордан со Луни Тунс. И бейсбол има у филмот и кошарка. И голф има. Mighty Ducks of Anaheim. Да. Значи тој клуб е направен од серија. Да. Не, немало клуб, ај сега за клубот ќе правиме серија. Не бе, ај од серијава сега клуб ќе направиме. Знаеш како, не знам дали сте гледале Field of Dreams со Кевин Костнер, бейсбол филм и он идејата ваквото е if you build it they will come. Знаеш, ако направиш филмот, ако се продае убаво, има и, знаеш, излезе кој што треба и ќе искочи нешто од тоа. Поздрав до Министерство за спорт. Јас едини филм Да со направи. бейсбол што го имам гледано, но и со детето со раката кога нешто ќе ја скрши, па после тоа кога ќе може да фрла и јако топчиња. Не знам Има таа Rookie of the Year, мислам се каже. Да, Rookie of the Year, да. И најмногу филми што ми се свиѓа со бейсбол што имам гледано со Киану Ривз, кога прави тим од дечиња Hardball. што живеат у гето. Hardball. Така се каже. Мислам I дека love you беше. when you call me Big Papi. Papa. Кога пе, леле, тој филм е у овакво ми е влезен у Еве, срце. предлог епизода за кај вас. Да, за бейсбол да правиме. бейсбол. Бейсбол спортски С бейсбол филмови до утре ќе збориме. Тоа е добра фора, бе, спортски филмови. Да, бе. Добро, што? Пиши. Многу е. Пиши таму. Ба има. Не, интересно е што ја тикам не можам да престанам да зборам за тоа ако ние сега ако не се застанам ја и однесеме разговор у друга тема, тоа е. И тоа е интересно тој момент што вие го you embrace it, значи го прифаќаш што ти што викаш, сите имаме нешто у нас за кое што сме може гикови, ама вие сте тие кои што го прифаќате тој и не само што прифаќате, и не ми текна на подобар македонски збор, на embrace буквално му правиш и окей си за тоа, убаво ти е.
има многу луѓе што, знаеш, сега не сака да навлезат толку, па не луѓе да ги знаат дека гледат вакви филмови или ова се интересираат. Тоа го викаве ние се срамат од Не, тоа е, што го прават, така да Срам да има. срам да има. Срам да има што се срамат. Но его викаш ако не престанеш ќе продолжиме да збориме за ова. Сега на падал ќе свртиме на нешто. Па и вчера пиклбол играв. И тоа Тоа има се кај нас. представачки, нема. Тоа Што е унедава. тоа? Пиклбол, падал знаеш ли? Да бе, со као тенис, нешто ама не е слично. тенис. Значи падал ти е нешто и пиклбол ти е нешто слично, на тоа само америчка верзија. Дебе, колку ги направи, сквош, па падал, бадминтон имаш исто. па не, за бадминтон знам сум играл. Пикалбол ти е брат од декември, од како се кава. Од руската, Од руската, краставички да, да што тоа- останат. Тоа е Да. А бол ти е патлиџен од расцепен на 4 со кромичен. Пиклбол, краставичките од руската што ќе останат, ги правиш у топка Така да? и со неа се, Да. да, јас. И deep fried може да им правиш. Да, готово. Деше за нахрана сврка сега. Да бе ти. Сега таман после ова е време за јадење, така што Да, после ова да, има. ќе- Има такви интересни спортови, има кој што верувам дека има и интересни работи кои што дешаваат нонстоп у култура, у Секој ден. Нема, има ја, на мене мислам многу јако ми е board games моментално. Не сега сум ги открил board games па вака, туку не, активно со луѓе со кои што се дружам, се обидуваме дај ќе се собереме и ќе некоја нова игра. Катан нешто се ново. играле? Катан сум играл, ама не сум навлегол цело. Мене Secret Hitler ми е омилен. Добро, да. Secret Hitler ми е, значи буквално со луѓе од кај жена ми на работа, тоа па посериозни наставници едно друго, игравме 4 сати Secret Hitler. Пробај Катан. Катан? Ама да влезете до нака една партија, втора, трета, ја ти убедувам дека од првата партија ќе ти влезе чивија и ќе нема да фатиш друго ништо да играш. До моментот онако ќе се нервираш кој некако ќе го свртиш. Не, нема, Не, бе, а сега. тој си има бе нервоза, Не, тоа сега, како нема ти сигурно. 9 поени имаш. У карти, у рака имаш 9 карти. Фрлаш ти сам себе си фрлаш седмица и оде ти се руши све и друг некој тепа и кога ќе сватиш за И се враќаш на бейсболот. Да, и сега со Не, бейсболот брат. Не взимаш палка и следна Палка да рунда взимаш со и палка. мамаш све тука. Ајде да видам ти колку овци имаш. Дај да видам што има таму камења колку имаш. Да, палка е она мултидимензионален димензионална алатка. Ама не, имаше, не знам дали имаше кај нас у Србија имаше антистрес рум. Да, има уште. Плаќаш, не знам, 50 на 60 на евра. Не, бе. И влагаш у соба, на зидот имаш што сакаш, од бейсбол палка до секира до ова, и наместен ти е станал. Зимаш и кршиш. Имаше друг момент. На зидот имаш тајно телефон со Spotify да си пушташ што песни сакаш. Стварно? Да. Ето не. У Босна, е, мислам сега ми искочува, Тоа е на многу TikTok. јако јако, антистрес. Зимаш и кршиш све и си искачаш од таму нов човек. Све ти е убаво, све ти е рамно. У Босна е тоа што го гледам и пуштат онакви епта хардкор турбо фолк и зима палку една рака, другото шиша. Пау! И све крши. Значи треба кај ете паза него за ментално здравје као да се опушта за луѓето. Тоа е тој момент. Ништо тројца сме, дај владете пари колку имаме да отвориме Не бе, бизнес. ја ќе направам Ќе антистрес. ни треба, слушај, ќе ни треба Не, не, заедно спонзор. го направиме да Бизнес да направам. да. Спонзор да не ги дават и скршените ствари од продавниците за мебел. Да. Нешто пукната маса или нешто Не, така што ќе фрлат за колку да си искрши Да, да, вака, за доброто на човекот да идат. Сега беше за доброто на човекот. Кога сме кај друштвени игри, само што да кажам, пред некој ден официјално се отвори ново место специализирано за друштвени игри, се вика Портал, наша пријателка Марија Панкова го отвара. Се наоѓа како му доаѓа тоа? Кај Занзибар, Кај Занзибар на пицерија живе. пицерија кај Млечан. Да. Таму е. Баш Одма интересно крши. место е со маси за друштвени игри, има некои две маси кои што се специализирани, ако сакаш D&D, сакаш Warhammer да играш, кои такви работи.
и многу добро место што Да, да се ја посети. гледав пред некое време искочи валјда у групава на Facebook што е Гоблин. Знам дека некој имаше, пишуваше за тоа, дали имаше вакво како Google форма, анкета едно друго, па не знаев која баш убава што гледај, друштвени игри се многу добри, пошто знаеш, јас знам дека еве со луѓе со кои што се дружам, ние поблиски стануваме од тоа што се играме друштвени игри. Да, има моменти кога што сакаш да се истепаш, пошто Абе тоа го викам ја, ако не земеш да дигнеш тоа све да фрлиш све на страна, не е интересното после. Ама стварно е тој момент колку тоа баш убаво име ние имаме друштвени игри, кај што баш е она го добива што е таа заедница, знаеш, така се ствара некоја заедница која што ќе ти помогне ти да и убаво ти е, интересно ти е и учиш нешто и има нешто у тоа кое што е многу важно. Да. Ве остави без Точно. зборови. Како мотивација ми даде ово. Идеме се у портал, брат, да свртим една партија Макао. У 5 сат отворама ќе ги чи. Да. Кажете ми предизвик со дебели гикови, што ви е најголем? Време. Имаме ли предизвици, бе, брат, со дебели гикови ни уствари? Абе време. Немање доволно време. Не е голем предизвик, ама сепак е предизвиче. Како ви е со коментари од вакво, пошто на пример вие го ставате Elephant in the Room и го ставаш вакво, окей, дебели сме, гикови сме, има коментари кои што добиваш така и ти влијаат некако? Не, има. Генерално 99% си на TikTok. Не знам зашто. Мислам, знам зашто, ама не мора да навлегуваме зашто. Не влија, мислам, кога е нешто очигледно, не може да влие. Мислам, јасно ми е кој го коментира и сите тие работи, што му влие друго коментира тоа. Нема многу. Додуша ме чуди зашто нема многу. Може би се доста променети генерациите. За мои генерации бевме многу поодвратни онака како луѓе. Не да боже тоа време да имавме социјални мрежи како што имаме денеска, но сепак може би не сме толку доволно познати да ги имаме тие коментари или само луѓето едноставно више се као окей, ајде, нека прават што сакаат, не ме интересира. Имам многу попознати од нас кои што добиваат многу поодвратни коментари, лоши коментари, но ние кога ги добиваме се смееме, искрено се смееме. Ја на него му ги прекинг, пошто јас све следам, све гледам. И се заебаваме онака, например, не знам, имаше некои одвратни. И онака ги читаме двајца и викам, не, значи дечкиве се врв. Моментот како му доаѓа инспирација да напише таков коментари. Не бе, ја тоа сум го кажал, коментира глупси. Добро бе сега, чекај сега, значи ја треба сега не отварам некоја дебата нешто овде да се знаеш. И сега шо да и го читаш овака и кажеш, добро бе, ти сега треба да си го изде овие бе глупси. Еј, фала ме навреди. Многу се чувствам навредено. Кој е он фактор да ми каже мене дека сум глуп. Ја не читам, Марио знае. Не читам ја коментари. И да прочитаме глупси, не ме додирнуе тоа мене дека он знам дека е поглуп од мене. Чим он седнал да напише глупси, значи сигурно е поглуп од мене. Паметниот човек не ти пишува на коментари глупси. Ме разбираш? Он ако ќе те сретне, ќе ти каже слушај, абе вака и вака не ти чини ово, оно. Абе и да ти остави коментар, знаеш, ќе ти напише ви слушав, све окей, само ова, знаеш. Да, ама со глуп или бе, ама сте дебели бе. Абе стварно, не заебавај. Па дебели ги кои сме што славили да бидеме. Не, коментари од рандом луѓе небитно добри и лоши. Мислам, тие што се добри си ги почитуваме, тие лоши се смееме. Опа, ја ги искушам во студио. Ама коментари од блиски луѓе кои што знам дека ми значат и знам точна критика како ќе дискритикуваат. Ми влијаат од аспект подобрување сам себе си на тоа што го правам и се останато. Тие коментари ми влијаат. Многу ми е битно, он што ќе ми кажат другарите, пријателите, пријателките, небитно,
Тие влијаат. Овие други брат, глуп си, дебел си, пугајте се со Оземпик, имавме коментари. Сам ајде да не ги Шо со Оземпик? Да. Шо е тоа? Не знам, инекција за слабење. Лек, Па да, еве, па нека ни набави тој. Па шо не, па дај ќе му набавени бе брат. Кај ако не гледа, не знам кај набавени слободно брат. Ја им враќам. Ќе пробаме и тоа да. Ја секогаш сакам Шо? да им вратам. Да им вратам као супер понуди ми нешто, ама на заебанци онака, пошто знам дека нема да вратат после. Тука еднаш искоментирал, после Абе го толку нема. да се испука он тоа глупси Да. му дошло бро. После он Пошто џабе бе брат, што сакаш ти пише, толку за него Пошто ја што кога не ќе му вратам постои. нешто хумористично, пошто стварно интересно. Оно што толку ќе се нервира и толку ќе си рече, абе да ти пип кој ги врти. Да. Не, ја и Има секакви, не, тоа не. да, среќа што не сме толку познати. Ја тоа пошто знаеш кога на наш левел и ние и вие кај што имаш коментари во зависност од не знам епизода едно друго. Ама да си ти ја тоа со кој го зборав, не ми текна пред некое време со Јована, од што го врти светот, Добро. зборавме. И значи кој е тој знаеш менталитет се ја пошто пази ние правиме содржина која без пари никој не те тера да ја следиш. Телефон, окей, скролни. Лесно е, значи не е сега на телевизија си, па ти А па и на искочи. телевизија смени канал. Јасно, ама хајде, па на телевизија, окей, ајде, национална фреквенција може некој ќе каже на кој им дава новина. Ма лесно е, скрол и готово, со прстот најлесно, зошто скролање е зависно, зашто е најлесно. И сега Има ти да и- земеш да пишеш коментари од типот глупси. Ама не, окей да отвориш дебата. Да. Вака така, тоа окей, го почу. Ама ти да пишеш некој таков коментар, стварно не треба да имаш некоја по-паметна работа у денот и да земеш и да пишеш коментар некој таков. Само морам да спомнам видеото на Инстаграм што ни е со Гоце. Тоа ми Фамозно. Јас сум горд на тоа видео, бе. Фамозното кој што има, Не знам, сега баш го земам за Ај, телефонот. мислам дека има као 250.000 гледаност. Има преку 200 коментари, од кои што само 2 до 3 се нормални. Да. Збориме нормални, оно што ги збори дебата. Све друго се како сега, све друго се да ти изнервираат едно да друго. Глупси. Све глупси. Све е глупси. Баш ме интересира колку views има, мислам дека нешто таму е. 192 192.000. Значи, Да, момци, ајде до 200 да идеме. Колку коментари има? Само да не ми се пушти глас. Не ми се пушти глас. 175. Ајде ти. 170 1016 шерс има. И тоа историја, да. Да, тоа ни е видео што доста нас не издена како Да. како познати. Додуше и подкастот е доста гледан. Дури Гоце направи нов видео кај што ги читаше коментарите. Али да, има некогаш. Сега некогаш ќе го искоментираш, некогаш и сепак слободно за сите, секој може да си коментира свое мислење, дали ќе те повреди или не тоа. 266 сейвс има. Значи, некој Некој сейв за сейв да... за после тоа да излезе и да ти 266. стави коментар, Да. каже. Вака ги кажувам, бројките 192.000, се знаеш колку е 192.000 луѓе на едно место, тоа колку е бе? Колку арени се тоа? Па Не зависи знам. каква арена, за Не знам, ако америчка. земе 20.000 на пример, тоа Јас сум бил до сега на најголем концерт што сум бил, Red Hot Chili Peppers 100.000 беше. Е па ти рачунај Дупло. допрека дупло. дупло. Значи тоа хаос не видам. Тоа маракана. Еден го празно. Така, Гоце Велевски, Гоце, поздрав го голе. Поздрав. До Гоце. Не, интересно е тоа е тој момент кај што, знаеш, секој си има нели свој начин на изразување и Гоце е по различно се изразува повеќето македонски контент креатори и тоа е окей. Знаеш, секој си има свој стил, ти можеш да слушаш, можеш да не слушаш, да не го слушаш, можеш да дадеш коментар, можеш да не дадеш, ама дај ми конструктивен коментар. Имаше некои такви коментари сега пред некој време после епизоди, ги читам и ги гледам и супер ми е, знаеш, окей, да, јас знам за себе, може би дека ова ми е и некој ми го потврдува тоа, дај ќе земам ќе работам на тоа. Не знам. Сега ние како домаќини, водители,
ќе научиш нешто од тие работи, па ќе земеш, ќе изгледаш и чекај бе, јас стварно нон-стоп упаѓам у збор или нон-стоп зборам вака. Тоа ми се дешава мене, многу коментари го имавме тоа дека многу упаѓам. За таков коментар го поштувам, за критика е да, ама сега на коментар од глупси ја да се опрам овде уште саат време, дали сум или не сум. Ама и не ти кажуваш што да направиш. Да бе, наставно бе, глупци, готово бе, крај. Кажи ми нешто ново. Сакам некои коментари да напише колку пати беше глуп кажано у видео. Значи ќе направам шорт видео. Глупси. И ој се Да сачкам ќе му кажа, значи она на YouTube видео кога ќе иде каунтер на некој збор. Каунтер. Да има на некој глупси. каунтер. Со дечки од Куманово што не беа на гости, автички што собираат. Еден од дечко како се Аца Хамато Јоши го викаме. И цело време он има наока ова си го прави. И му ставив да се изсрева за каунтер за брковите, колку пати си... Како пишав? Мазнење брк каунтер. 252 пати на крај. Значи, ја ги монтирам сите видеа, значи тоа више ми е too much. Ја пази, секое мазнење брк му го број 252 пати. Тоа се да прашам дали ти ги монтираш, а мислам ништо да ја монтираш, ја монтирам и подкасти, и сечоци, и најави. Ама не можам, тоа му тепова. И не знам како ти го правиш. Не знам и јас. Он сам се знае. Не, пошто е многу, знаеш, никако среќа имам добар тим кај што се не ја запозната Сандра, она најчесто е со нас во студио, кај што она буквално дори слуша епизоди, се запишува, она ги вади, видеава се. Да, има некои епизоди кај што ја ќе ги изгледам и знам дека има моменти кај што сакам да ги извадам јас. И пошто ја и она имаме различни видувања на работа, што е интересно за нејзе, што е интересно за мене, ама најчесто согласуваме, Сашко ние за камера и монтажа и после тоа ја го правам оној финален дел, кај што она најомилено ми е, thumbnails, како ќе изгледа, што ќе иде, како ќе иде, се тој ми е омилен дел, ама ја да морав да монтирам тоа. Ја имам добар тим, Марио, Порче, И имаш леđа. Имам леđа, да. Изморува, многу изморува, пошто прво примерно работам е новинарство, второ го правам ова, работам на други медиуми, онлайн медиуми, пишување, работам проекти во исто време, мастер студии, значи све уедно. Како постигнувам? Не знам, ама само знам дека си го чекам бърнаутот, ама се надевам дека... Уште не се стигнал? Не сум, за среќа се уште не сум. Го чувствувам тука вака го чувствувам дека ми доаѓа. Ама барем да завршиме уште малце, уште некои епизоди да направиме, па после... Не, знаеш, да, па тоа е као едва чекаме ќе испане као да не ќе снимам. Чекаме да дојде онака крај на сезони. Добре. Една работа трнија на страна до септември. Подкаст, ама има и други работи кои што... Да, една кажав, една трни. Тој момент, да. Не, има тоа уморува и ја од снимање епизоди ми е некојаш, што ние као снимаме, вие знам дека малце поразлично, ама ние, ја следната недела имам 3 снимања. Еден по друг. Секој ден. И... Пошто уморува, тоа цела недела мене ми е у тоа помината и окей, да, примарна работа до некаде ми е и можам да оправам, пошто пак проект ни е поразлично. Не е сега, ние не почнавме со подкаст па да искочи, ние почнавме со проект, па испадна да проектот на крај да биде подкаст. И ама утепо е сега да земав да ги монтирам видеа, да ги сечам, да ги средувам вакво. Нема шанси тоа. Ке се откаже уште после година денат, бе. А при тоа, за монтирање на подкаст не користам ни AI, така да све тоа е плюс. Така да поздрав за сите кои што користите AI, ама јас трошам сати у мојот живот за да ги монтирам све да биде како што треба. Сум пробал, не е толку убаво, не ми се свија како монтира. Ја ако не си го фатам. Не, има тој момент, да. Да, со 60... Даниел каже, Даниел никој немаше да приме. Да, со 60 момент беше. Да, ќе кажем, викаме подкаст сме. Не, ја тоа го правиш со истина збори. Пази, и у тој момент ние студенти сме, значи ништо не заработи, ти губиш пари на тоа.
гости наоѓаш, приговараш сите, па самиот разговор, па снимање, па кафе дека е на праење. Zoom, и секогаш ми фалело, не изгледа толку убаво, па као да направам па графики нови, па видеата, па вака ќе направим. И после ја ради тоа и највеќе не продолживме, пошто ја не можев проект. И иначе ќе теравме, може ќе издржавме. Тоа мене ми беше, ние викам, немаше тоа пред 5 години. Тоаш ни Лазаров ни никој не снима. И вика, и вие би ја не снимав како се, знаеш, ама и беше ај ќе истераме, ќе видиме кај ќе тераме, корона нема што да правиме. Знае дека ако продолжиме може ќе имавме и поголема гледаност и се тоа, ама ја не може повеќе. Ме фати тоа, знаеш, бърнаут и ние најголема глупост направиме што 2 пати у недела почнавме да снимаме. Ние се држиме уште еднаш недела, сега ако пример некоја недела ја често знам да идам и за Дојран. Пред таа недела ги снимаме 2 епизоди за да имаме овако така. А не, ние 2 епизоди стававме у недела. Тоа е многу, тоа е тумач, тоа е тумач. Ние едно време Нека, ја имам многу работа, не можам да сакавме да ставаме по 2 епизоди, ама сега не, чекај, стој малце, крени рачна. Доста едно. Тогаш може ќе работеше место мене. Да, ние имаме тој концепт македонска и англиска епизоди да секогаш. Пошто знаевме доста луѓе од надвор и интересно ни беше да збориме за америчка политика најчесто и викам ајде идеме, не знам, у среда. Ја не знам зошто среда сакам да ми излагаат сите подкасти. Среќен ден изгледа. Валјда, ама никад не сум и тоаш ни беше среда и недела тоаш. Ама тоа не уби после неколку месеци така и јас се откажа. Викам, луѓе, последна епизода најако ни е за Иран и Палестина, за Израел и Палестина. Топ. И сега ако идеш на истина збори, така ќе знаеш. Преска, како ти беше прашањето кога ти кажав за време, што ни се потешкоти? Предизвици, да. Предизвици. Па би кажал време, место кое што би било 24/7 само за нас, сам да кажам студио, кај што можам и у 3 сата бајле да отидам и да монтирам што да сегам да правам. Финанси од секој аспект. Денар немаме ставено да се од джеб, значи никогаш немаме ставено. Сегаш ги инвестираме у нешто за подобрување. Финанси за да купиме подобра опрема. Што друго не фали? Мабе, убаво да си кажеме вака, си кажуваме. Не си кажуваме за плата да зијаме од тоа ќе биде најубаво. Не, ово кажам за воиднина, да се навратам ново, да видам колку работите за сменила. Да. Друго што не фали, на службена кола не фали. Да бе, Готвач. Не, имаме, готвач имаме. Поздрав, сад си имаме готвач. Монтажер, може би за исечоци. Аха. Ни се нудат луѓе, немаме пари да ги платиме. Да, нонстоп, тоа, ако нешто се нудат луѓе, тоа да се монтажери за кратки видеа. Глупо ми е да го ангажирам за нешто, знаеме за колку е за макотрпно се, и да го ангажирам за нешто што не може да го платам. Затоа ние AI користиме. Има, мислам, ние ги сечеме нормално, ама после тоа многу полесно е за текст. Знаеш, тоа ти намалува работа. Само морам да ги искритикувам луѓето кои што се нудат за кратки видеа, мислам, кој сака нека се навреди, дечки многу скапо на пакета. Значи за тоа што го нудите стварно се скапџи. Ја не ги многу луѓе ми се имаат понудено. Ја не ги отварам проект. Ја на почеток отварав. Јас сум културен, јас сакам на сите да им вратам, сакам све да биде како што треба, секогаш сакам да си имам блискоста со публиката и луѓето. Значи, кој сакаш да ми пишеш, ја ќе ти вратам со сигурност. Може некој имам заборавено, се извинувам, ама сакам да им вратам. Се гледаш у коментари. Да. А мене сите да. Ама тие што се нудат за ривови и сечоци прајања, течки извинете, ама стварно се скапи. Ај што немаме пари да ве платиме, сметам дека и многу се нудите, така да... Не за дека он си се цени за толку, сега не можеш ти... Ако ти одговара, окей, ако не ти одговара, тоа е тоа сега. Како на Гоце што беше... Муаве, да. Немаме едноставно. рекорд? Не, треба да идам. Он треба да иде, тоа е момент. Ја ќе идам, вие продолжете си слободно. Не, дечки, фала ви стварно за разговорот, се надам дека ќе направиме пак вакво. За крај имам уште едно прашање.
Шо би ги прашале оние што издржале сат и 30 минути да не слушаат? Што правите? Бе? Нормално ли сте? Што слушате бе? Што е? Двајца И шо- дебели и ова е добро ги прашање. кои ги слушате? Да. Не знам што би им кажале? Шо би ги прашале? Денес А. за ручек дома што правите? Како си? Да. После саат типол, како Знаеш, си? ти може ми си едно 30-тиот гостин што тоа го направи. Сега ти звони например. Што има за што има за ручек дома? Што има за Добри. Не Не знам. знам што би ги прашале, што би ги... Не знам стварно, немам некој овако. Што би прашале? Би донирале ли? Би не следеле ли Не, дај, нас? направи го тоа што правите вие у епизода у коментар да пишат нешто ако не слушаа на А, крај. па да бе. Да. Бургер беше така? Пишете у коментар Не, бургер. ако сте до тука и го гледате ова и ме слушате мене и Огнен, впишете што да пишат бургер, ама нешто да го пошто секој го менја. Како си у коментар да пишат? Не, како си бургеру? Како си бургеру? Каков бургер сакате? Ама чекај сега ќе избуниш. Не, бургер, Така ќе убавка. ви купиме, Не, убавка. чисто Каков жилзо. бургер сакате? А, така. Ти ќе им пишеш понуда, Не да ќе се им купат. Ја, коментар, реплај ќе им пак, направиш, дали може вака, он ќе ти каже па некам ваков, па супер може ово и таман ќе има поише коментари и видеото ќе Видеото искочи. ќе иде вирално. Напишете бе нешто ако сте. Да, нешто. Не е битно, не Нешто знам. Оторена убаво. ларингологија пиши, готово. Ото, многу. Ако да го стопира, чекам малце стои па врати, па пак па да малце работа да им даеме на луѓето. Така ми е мене кога викам други подкастери. Ја за крај ако може да се Да, испромовираме на некој Да, начин. не, тоа сигурно. Дечки, фала ви што не гледавте до тука. Ние бевме Мари Огнен од Дебели гикови. Нас може да следите на скоро сите социјални мрежи, Instagram, Facebook, TikTok. Нашиот подкаст иде ексклузивно на YouTube и на Spotify. Тоест на Spotify иде кога ќе се качат епизоди, некојаш не се качуваат како што треба. Ама сепак иде и на YouTube и на Spotify. Секој четврток од 20 часот до почеток на јуни. Следно големо што правиме немаме уште најавено, едино на Striptrip ќе се појавиме како трети пат поред. И так, друго што се промира. Гледате, не пратете, не Да. се ќе си то знаете во социјалните мрежи за нас. Да, Да. поддржувате го Ѓорги со како си. Да. И подржувате во квалитетни македонски подкасти. Фала ви.